На почетокот на денешната пресконференција ќе ви презентираме видео од една епизода на реалното шоу Прељубници, каде може да го видите новиот глумец на Груевски и ВМРО ДПМН во друга главна улога. Повелете. Naćete se u kafani, sećam se, kafana se zvala Idadija, to je jedno elitno mesto u Skoplju, znači centar Skoplja gde su ambasade, strane, znači to je jedno elitno mesto. Tu smo se sastajali i tu se kolo plati. Ова го тврди Љубомир Магаш. Šta radite bre, vas dvoje? Jeli bre Otkud je? Pa sad ću te srdavi Boga ti poljubi svo. Vidi ti ovo. Ove ljude. A šta će ti oni? Šta će ti oni? Kume. Во изминативе 6 години во режија на ВМРО ДПМН видовме се и сешто. Од лажни жртви на транзицијата, лажни студенти, лажни земјоделци, контрапротести, па се до глумци кои се продаваат за балкански босови. На што се подготвени Груевски и ВМРО ДПМН во обидите да го отргнуваат вниманието на јавноста од катастрофата од нивното владење. Јавноста има право да чуе лично од Груевски одговори барем на две прашања. Прво, колку пари чинат лагите и клеветите во новата улога која ВМРО ДПМН му ја додели на балканскиот деликвент Љубомир Магаш? Второ, бидејќи ВМРО ДПМН тврди дека наводниот криминал денес е застарен, нека објасни зошто во периодот од 1998-2002 година, кога сигурно немало застареност, тогашниот министер за финансии Никола Груевски, под кого биле и царината и УЈАП, не превземал ништо за да го расчисти овој наводен шверц. Почитувани, за разлика од ВМРО ДПМН, ние не трошиме време за режирани интервјуа. Туку се занимаваме со конкретни факти. Ние бараме од Груевски да се справува со вистинскиот криминал и корупција. Бараме, како најповикан во државата, да постапи појавно изнесените обвинувања на собственикот на бензинските пумпи Макоил. Овој бизнисмен, кој важи за многу близок на ВМРО ДПМН, во интервју за неделникот Фокус, објавено на 31 август, призна дека му барале и земале мито за да може непречено да се занимава со нафтениот бизнис и за тоа посочува конкретно неколку државни институции. Мите Јовановски не е глумец во некој реално шоу, туку човекот на кој во изминативе 6 години му беше овозможено да купи неколку атрактивни локации во центарот на Скопје, како што се катните гаражи кај Собранието, кај Универзитетската библиотека, кај Народна банка и други. Поминаа веќе 10 дена, а се уште не чувме кога Груевски ќе ги превземе неопходните мерки за да утврди кој во државните институции му земал или му барал мито на бизнисменот Мите Јовановски, за да тој може да се занимава со својот нафтен бизнис.